Кое е моментално најбезбедно место за живење во светот? Токму тоа ми е темата на денешното видео. Поостанете, изгледате го видеото и слушнете што има да кажам на таа тема. Прво ќе почнам од тоа каде гледаме во ова денешно време имаме медиуми, имаме покриеност на војната и гледаме каде највеќе се уништува, каде највеќе се бомбардира, каде највеќе има жртви. И анализирајќи го сето тоа, исто така анализирајќи и некои наши пророци, свети луѓе, исто така и луѓе кои што пишувале книги, дојдов до заклучок дека најбезбедно место моментално да се живее е надвор од градовите, надвор подалеку од тие инфраструктурни објекти, како енергетски централи и слично, но пред се подалеку од тие градски јадра. И на некој чуден начин нас сите не собраа на едно место во град, како да сакаат полесно да не уништат, и сега гледаме дека највеќе ракети паѓаат во градовите, највеќе жртви од било која војна има во градовите, затоа што сите сме на куп, а тие што господарат со војната, што господарат со светот, они живеат надвор од градовите. Они живеат подалеку од тие градски средини, нивните фамилии се подалеку. И тоа е чиста логика дека некој ќе треба да потроши 10 бомби да погоди некоја куќа некаде во шума, или ќе потроши една бомба да погоди една зграда и да убие стотици луѓе, затоа што целта на овие војни, колку и да сакаме ние да признаеме или да не признаеме, се токму луѓето. Значи, они го ништат човечкиот род, без разлика каде, без разлика на кое место умираат луѓе, умираат души. Тоа што некој се родил во земја таа и таа не е негова грешка. И целта на оваа војна, како што гледам, највеќе се луѓето. Највеќе умираат луѓе. Една бомба да падне во зграда, умираат стотици луѓе. Тоа е делот околу логиката, а сега ајде да ги разгледаме некои од нашите пророци. Еве, ќе го земеме за пример најсветлиот човек, а тоа е Исус Христос, Џошуа. Он рекол дека кога ќе дојдат овие времиња, луѓе, бегајте во гората. Значи, почисто објаснување од тоа нема. Меѓутоа, таа пропаганда, тој модерен начин на живот, не натера ние да ги слушаме профитерите, а да не ги слушаме светлите луѓе кои што ни мислат добро. А војната е профит, луѓе. Војната е бизнис. Економијата расте кога има војна. Така да, истите луѓе што ни продаваат станеви скапо, с истите луѓе што ги водат војните. Значи, тоа е истата структура и тие истите луѓе се тие луѓе кои што живеат надвор од градовите. Ова е моето размислување на оваа тема, а сега да ви кажам и за тоа, за војните, што е опишано во една од книгите на еден од моите омилени писатели, тоа е Џорџ Орвел. Во 1984 книгата Џорџ Орвел кажува дека ќе се води бескрајна војна меѓу две големи сили, која трае повеќе од 50 години. И токму тоа го гледаме сега. Се почнува војна и не завршува. Пример е војната во Украина, која што веќе се претвори во најдолгата војна меѓу две држави во Европа. Значи, Втората светска војна траеше од 2 до 3 години ефективно на различни фронтови, меѓутоа оваа војна во Украина трае 5 години и на некој начин таа се претвори во една од тие бесконечни војни на кои што предвидува Џорџ Орвел. Исто така би ви кажал и еден практичен пример од Словенија. Во Словенија во 1930 година е пронајдено племе на луѓе или населба
која што имала мал контакт со градовите и со тој така наречен цивилизиран свет, и она немала представа за Балканските војни и за Првата светска војна. Она не знаела дека се случила. Па така таа заедница, значи до Втората светска војна не знаела дека има војни, затоа што малите заедници, изолираните куќи, местата во природа никогаш не се мета на војната. Мета на војната се инфраструктурните објекти, за да ги уништат и да може истите тие после да ги градат. Значи истите тие што прават бомби, се истите тие што имаат големи фирми кои што после ги обновуваат така наречено тие земји и на крај они ги добиваат парите и од бомбата и од градбата. И кога ќе видите најубав начин да ги зебете тие воени профитери е да отидете во гората, односно да испаднете од градовите. Нема поубав начин да ги зебете од тоа. Меѓутоа, сите викаме дека е тоа тешко. Не знам зошто, јас не можем да видам тежината на тоа. Меѓутоа, има некоја бариера, која што има некоја магија, некоја моќ, некоја пропаганда која што ги држи луѓето во градовите, дури и по цена на нивниот живот. Мојот ум тоа не може да го свати. Дури и кога паѓаат бомби, луѓето остануваат во градовите. Не можем едноставно, мојот ум не може тоа да го свати. Меѓутоа, најбезбедно место за живот моментално е надвор од градовите. Нема по-безбедно место затоа што, верувајте, овие бескрајни војни, овој воена машинерија, воен бизнис се развива и војнина се повеќе и повеќе ќе биде присутен. Па така, никој не е безбеден. Не ќам да звучам сега апокалиптично, не ќам да плашам никого, меѓутоа само анализирам и гледам каде е по-безбедно, затоа што едноставно мислам добро на човештвото. И сите кои што мислат добро на човештвото гледаат да го заштитат. Не може некој што ви фрла бомби, каде што гинат илјадници луѓе денеска, да мисли добро на човештвото и на луѓето. Не мислат добро на луѓето, не знам ни дали се тоа луѓе, иако изгледаат како луѓе, а нивните особини не соодействуваат на човечките. Затоа, ако зимате пример, ако барате патокас, барајте во тие светли луѓе, барајте во пророците од минатото, како што е Джешуа, кој што кажувал: одете луѓе во гората. Чи нема појасно од тоа кога ќе дојдат овие апокалиптични времиња. Може би не се апокалиптични времиња, меѓутоа за секој случај е најбезбедно место да се испаѓа надвор од градовите и на тој начин да им се скрати можноста на тие големи сили кои што владеат со светот да убиваат луѓе. Темата не е можеби толку добра, но е актуелна, е корисна и секогаш сакам да споделувам овакви теми со вас, колку и да делуваат негативно и чудно. Едноставно треба да се зборува и за тоа и конечно да се направи стратегија за развој на човештвото, а стратегијата е секако надвор од градовите. Секако, ако завладее први светски мир, ако прогласат први светски мир, тогаш слободно можеме сите на раат да си живееме во градовите. Меѓутоа, во ова време кога само лани имаше 80 нови војни, мислам дека е јасно кое место е безбедно за живот, а кое не е безбедно. Ете така, толку од ова видео. Тоа ми беше целта на ова видео, да ги споделам овие мои анализи и размислувања со вас. Се надевам дека ќе допрам до некој. Се надевам, ако не друго, ќе почнеме да размислуваме во таа насока, да не бидеме само неподвижни мети,
туку на некој начин да размислуваме како да се заштитиме, зашто и да дојде во иднина. Ако нема потреба, тогаш супер, ако има потреба, тогаш би било поубаво да сме на безбедно место или да имаме такво место. Ете, коментирајте луѓе на оваа тема слободно, да не заборавам на крајот од секој видео да ве потсетам да се претплатите, да станете членови, да го споделите видеото, да лајкувате. Имате многу начини со кои што можете да го поддржите мојот мал скромен канал. Јас ви благодарам уште еднаш, ви го посакувам секое добро и се гледаме во некое мое наредно видео.